она што денес го очекувавме како опозиција, барајќи информација од владата за она што е ставено во таа информација, очекував дека ќе се развие дебата токму во насока на таа информација, бидејќи овде сме како представници на народот, овде сме луѓе кои што и даваат доверба на владата, а од друга страна се воспостави дека владеачкото мнозинство со петни жили сака да брани дека не ја интересира за она што се бара со информацијата. Не можеме најпрво самите треба да се запрашаме дали некој од вас кои што сте гласале за таа влада одобрувате како мнозинство, бидејќи владата е таа која што вие, повторно кажувам, сте ја избрале, дали владата ги почитува законите. Погледнете во информацијата и ќе ви биде се јасно. Ние со таа информација бараме нешто што законски како пратеници ни следи и треба владата истото да ни го достави. А не овде да се кажуваат какви проекти биле завршени или биле недовршени или прекорачени дури и 102%. Сигурно дека ако владата го почитуваше законот, навремено ни доставуваше податоци за висината на јавниот долг, ако навремено ни ја даваше и ја предкажуваше транспарентноста на трошењето на јавните пари, ако владата навремено ги презентираше структурата на јавниот долг, отворено од овде ви кажувам дека мене ќе ми беше срам да потпишаме на таква информација. Но верувајте, сега поголем срам ми е да кажам дека владата не ни ги дава овие податоци да разбереме што е со народните пари, не ни дава структура на трошење на тие пари, транспарентност да не зборуваме, висина да не зборуваме и овде ќе се надмудруваме кој нешто направила, кој не. А темата е информација за висината на долговите кои што ги има Република Македонија, не само централната влада, целокупниот јавен долг. Транспарентност, има ли оние 97 милиони евра што ги зедовте некња од банките? Каде е транспарентноста од банките што ги земате парите? Ќе кажувате дека сите заеми, сите кредити поминале овде преку собранието. Точно. Тоа е тоа што го знаеме. Тоа е тоа што го зема централната влада. Ние сакаме да ги знаеме податоците, колку тоа Република Македонија како држава должи. Тие податоци ви се потребни и вас. Ќе излезете меѓу народот и ќе ве праша до кај ни е состојбата. Знаете ли во каква состојба се општините? А вие сте се фатиле дека само Куманово е таа која што е презадолжена. Проверете ги вашите 60 општини, да не ги набројувам една по една овде. Понатаму, ако сме собрание кое што треба да и даде доверба на владата, па сметајте дека ние сме еден управен одбор на едно акционерско друштво и сметајте дека менаджментот кој што ние сме му дале доверба да ја води фирмата, од него не бараме ни од кого се задолжува, ни дали работи профитабилно, ни дали зема кредити, ни дали зема позајмици од некого, ни дали работи со добивка, ниту дали работи со загуба. И наместо тоа да ве интересира вас, бидејќи вие сносите најголема одговорност, вие бездушно ја поддржувате владата, вие овде ја браните владата со тоа што направила и како направила. А видовме како ви работи премиерот. Пред недела ден отишол да пушта пат, 5 пати кажа тамо дека еве да му докажал на пратеникот од СДСМ од Тетово дека пушта пат Тетово Јажинци. Знае народот кој пат го пуштал. Тетово, Пршовци или Јегуновечка кривина, кај се ти од дуи нека кажат кој пат ти тоа Джелал Бајрами беше со него. Джелал Бајрами тој пат го пушташе пред 3 месеца кога стварно беше направена таа делница од патот Тетово Јажинци. Ама медиумите може да ве направат дека сте направиле се и се што, па дури овде една колешка спомна 1000 километри регионални автопатишта. Па со 1000 километри ние ќе газиме сите и во
оддалечените места сите по асфалт. И сега, зошто опозицијата бара одговори на поставени прашања? И ние сме криви зошто сме ставиле ова денешна на седница дебата за да разговараме за овие податоци. Сакаме да разговараме зашто иднината сакаме да ја гледаме овде во Република Македонија, а не во држава која што утре заутре ќе биде презадолжена. Издего овде со податоци, овие податоци што ни се дадени и што секој може да ги види, е дека долгот е даден само на централната влада. И тоа го има, колеги. Бараме вкупниот јавен долг. Бараме податоци да ни дадете. Овде излезе колегата Владко Ѓорчев, ќе го споменам, ако не е тука, бидејќи он излезе и кажа, видете како ние од 2003-2005 која ја спомна до денес, како од 4 милијарди евра сега имаме бруто домашен производ од 8 и нагоре милијарди евра. Па, почитувани колеги, едно да ни биде јасно, Кожовачиев Ѓорѓе ми е колега од факултет, знаеме покојниот Крусев како ги гледал инвестициите, како го гледал растењето на бруто домашниот производ. Обичен економиста, прашајте, тој ќе се зачуди како за 10 години 100% да се зголеми бруто домашниот производ. Во една нормална економија, каде што порастот, економскиот развој е преку 3,5%, потребни се 20 години да се зголеми бруто домашниот производ за 100%. Тоа е дискутабилно, меѓутоа друга тема е тоа. И не може да правиме проценти 35% на 8 милијарди и 39% на 4 милијарди. И да кажуваме овде дека ние сме тие кои што злоупотребуваме говорница и бараме нешто што не ни следува. Кажете дали во законот не ни следуваат овие податоци кои што ги бараме, а не да се даваат проекти како да зборуваме овде за буџетот и за буџетски трошења. Зборувате за некои отчети, а самите не давате отчети. Зборувате за отчет, а не давате отчет за оние 3,5 милиони евра што сте ги потрошиле на изборите. Како ги покривте и кој ги покри? Не здавате отчет како тоа ви пропадна пописот, а потрошивте 15 милиони евра. Кој ќе одговара за тоа? Народот ли? Не дадовте отчет, ниту го викнавте вашиот премиер да објасни и да одговара пред тогашниот или сегашниот јавен обвинител. Како тоа човекот кој што сега лежи во затвор од една телевизија кажа дека се договориле 4 милиони евра да ги покрие од буџетските пари за реклами кои што ги давал ВМРО ДПМН. Треба да дадете отчет од каде тоа на ВМРО ДПМН му се парите да има преку 500 билборди низ Република Македонија со изјави кои што ги кажал лидерот на опозицијата. Тоа е отчетот кој што треба да го дадете, тоа е работата која што треба овде да ја разјасниме, а дека треба да разговараме за висината на долгот, дека треба да ни објасни владата за структурата на трошењето на парите, дека владата треба да ни ја покаже транспарентноста на трошењето, тоа се точките кои што денеска ги бараме во оваа информација, а не да кажуваме за одредени работи кои што на никогу буквално не му одат во прилог. Сметам дека ако не ги знаеме достасаните ненамирени долгови кон приватниот сектор, сигурно дека овде денес ние бараме и колку тоа државата преку УЈАП им должи поврат на ДДВ на оние кои што имаат поврат на ДДВ. Сакаме да знаеме колку е тоа што државата им должи на приватниот сектор за незавршени работи, за завршени работи, а кои што не се исплатени. Тоа е точката за која што треба да разговараме. А дека сте направиле со толку пари колку што имате за овие 8 години, преку 18 милијарди евра буџетски пари собрани од граѓаните, уште 1/3 од тоа задолжувања, неразчистени обврски према приватниот сектор, па дури способни сте одредени предпријатија, човек, фирми кои што ќе дојдат и работат за владата, да ги ликвидирате, да ги отерате во стечај, за да сите оние подизведувачи во Република Македонија, кои што овде и плаќаат данок и го платиле данокот, да не можат да си ги наплатат побарувањата и она што го работеле за државата да биде буквално како поклон на државата.
И сега да зборуваме за некои работи кои што стварно со информацијава ниту ние ги бараме, ниту вие треба да ги барате. Најповеќе вас ви треба за да го вратите достоинството дека вие сте тие кои што ја избрале влада.